Земјата е наслов на романот што Зола го подготвува подсетувајќи го пределот Бос. Недалеку од Клоа, едно селце положено во зеленилото се протега по должина на рамнината Легр. Реката змилка во пазовите на рамнината. Селото стрмно. Плоштадот засаден со липи, а одзади е црквата со незиниот крст и двете стари кули. Во еден селски двор, една интересна куќа од средниот век, Зола ја зема како декор. Се фаќам цврсто за секое катче што ми е потребно, најпосле тоа е мојот сон. Тоа село на кое Зола ке му даде име Роњ, ќе го смести на другата падина од долината. Тука ќе го смести живеењето на селаните од неговата книга. Моите личности мораат да се опфатени од поседувањето на земјата. Жена што убива и поради која убиваат. Земјата, хероиња на мојата книга. Земја хранителка. Земја што дава живот и што безмилосно го одзема. Земјата, таа голема работничка што вечно бара да ја обработуваат. Секој од романите на Зола го раздразнува жарот на карикатуристите. Негиран, тема на дискусии, исмеван од критиката, водачот на натуралистичката школа, меѓутоа стана еден од господарите во литературата. Понекогаш го забележуваат на големите премиери. Но тој не сака многу свет и предпочита да живее во своето катче. Што може да избега од Париз, тој го напушта малиот хотел и се качува на возот за Медан. Купив една куќа, колипка за зајци, во едно симпатично место. Колипката за зајци стануваше се поголема, колку што се зголемуваа приходите од неговите романи. Тој тука води мирен и редовен живот. Секое утро шета 15 минути со своето куче по брегот на реката. Во 9 часот тој се враќа, се завлекува во својот работен кабинет и работи без прекин, ја врши својата работа, грижливо како за наечија. 4 или 5 страници најмногу за 3 месеци сочинуваат една книга. На каминот тој ја запишал својата девиза: Nulla dies sine linea, ниеден ден без една редица. Попладнето се одмора како секој добар јужњак. Чита, прима посети, се движи обкружен од своите пријатели. Неговото другарување, Мопасан, Алеки, Исман во павилионот што Зола го дотера, ги зачнуваат вечерите во Медан. Годините минуваат. Веќе 20 години тој живее со Александрина, но ништо не може да му го донесе спокојството во домот. Жена му остарува без да му даде деца и кога наполни 50 години Зола забележа дека работата му ја обезбедила екзистенцијата. Со недели, месеци се јавуваат бури во моето битие, бури на занес и тага. И токму тогаш на неговиот пат се појавува како расцутена сред југот, жената што ќе му даде нова смисла на неговиот живот. Многу привлечна, со цврсто јубаво тело, со блескава кожа, Жан Розро имаше 20 години кога во 1884 година доаѓа како пречка во Медан. Срамежлива и скромна, незината љубов е полна со почит и восхит кон големиот писател, длабоко маѓепсан од незината младешка грациозност. Зола тогаш беше многу дебел. Се подложи на диета, се врати на тежината како на 20 години, стана елегантен. И сиот се препушти на среќата.
Неговиот живот се раздели во неговото раскинување меѓу жена што се уште го сака и страда и саканото суштество што му ја даде радоста на која веќе не се надеваше, татковството. Две деца, Дениза и Жак. Во улицата Пигал да го посетиме доктор Жак Емил Зола. Во неговиот апартман синот на писателот ги чува спомените на својот татко. Еве го придружен од неговата внука. Овие предмети ја украсуваа неговата работна маса. Неговата мастилница. Во овој свечник секогаш имаше цвеќе. Страст му беше фотографијата. Сам си ги развиваше клишињата. И располагаше со повеќе апарати. Исто така си имаше купено и дурбин. Кога беше во Медан, ја прекинуваше понекогаш својата работа за да гледа од другата страна на сена, каде што успеваше да види една млада жена и две деца застанати на прозорецот. Подоцна тој не смести во Вернеј. Еве градината каде што татко ми не сликаше мене и Дениза. Зиме во Париз, лете на село. Се забиравме сите на ушина во 4 часот попладне. Татко ми се интересираше за нашето учење, ни помогнуваше при пишувањето на домашните. За да дојде да не види, тој научи да вози велосипед. И ние ги земавме нашите и му одевме во пресрет. Се среќававме кај еден патокас на половина пат од Медан и Вернеј. На мојата многу сакана Жана, на мојата Клотилда, која ми го даде кралското празнување на својата младост и ме направи среќен. Овие зборови Зола ги напиша на првите страници на една книга инспирирана од Жана Розро, што истовремено е посветена на целото негово дело Доктор Паскал, последен роман од циклусот Руго Макар. Романсиерот го заврши големото дело на својот живот. Еве го на 53 години на празникот на својата слава, но се уште не мисли на одмор. На Бргоди во Лурд. Потоа во Рим, каде што го води духовната авантура на Абе Фроман, херојот на трите градови. Во Париз тој живее во хотелот во улицата Брисел. Зачекорува кон тивка старост, помалку веќе изморен. И најпосле Зола доживува слава, почит и богатство. И тогаш секој стави на коцка во еден занес на својата совест. Зафатен од многуте работи, тој ќе му посвети големо внимание на необичниот настан што се случи кон крајот на 1894 година. Воениот совет во Париз го обвинува поради предавство артилерискиот офицер Алфред Драйфус. Ужасна деградација во дворот на военото училиште, потоа доживотна депортација на ѓаволскиот остров Гијана.
Од мракот на својата келија Драјфус не престанува, како што правеше и во текот на процесите, да зборува за својата невиност. Јас не сум виновен, би знаел кога би бил. Капитан Драјфус беше обвинет заради сличноста на неговиот ракопис со оној на еден документ најден во германската амбасада. Меѓутоа, сомневањата се разбудуваат. Вице-председателот на Сенатот Кеснер, подполковникот Пикар, шеф на второто биро, го потенцираат убедувањето дека документот не е од раката на Драјфус, туку оти одговара на ракописот на еден друг офицер, командантот Естерхази, чија вина ќе биде докажана. Убеден дека Драјфус е жртва на судска грешка, Зола се става на чело во името на правдата, барајки обновување на процесот. Драјфус е предавник, одговараат оние што одбиваат да ја стават под сомневање непогрешливоста на воените судии. Франција се поделува во два табора, политичките страсти се разгоруваат. Жестока кампања на печатот што не се труди да го поправи мислењето, сее омраза и ужас. Во почетокот на 1898 година Естерхази е повикан од воениот совет. Оттаму излегува победоносно поддржуван од една фанатична клика. И тогаш Зола станува: штом тие се осмелија, ќе се осмелам и јас. Ќе ја кажам вистината зашто ветив да ја кажам. И токму вам, председателе, ви го излевам бесот на својот револт на чесен човек. Аферата излегува на видело. Разграбани се 300.000 примероци. Цел Парис ја голта статијата на Зола, чиј одглас е значаен. Истиот ден повторно свикување на парламентот. И покрај интервенцијата на Жорес, владата решава да го прогонува Зола. Грст навреди, безсрамности паѓаат врз писателот. C'est sous les huées d'une foule en furie qu'il arrive au palais de justice, où va se dérouler pendant 15 jours le procès. Разбеснетата толпа се упатува кон палатата на правдата, каде што се одвива процесот што Зола го бараше и што го предизвика. Судницата е преполна, политичари, новинари, адвокати, цел Пари се слива тука. Погледите се упатуваат кон Зола, седнат покрај еден друг обвинет Перен, семето на зората. Јас бев во срцето на мешаницата. Писателот, непријател на мешаницата, ја наблюдува таа растреперена сала каде што се судираат човечките страсти. Големата политичка и судска драма навлегува во решавачка фаза. Му судат на Зола, државниот обвинител ја започнува дебатата. Не би требало да стане збор за Драјфусовата афера, но ние сакаме да изнесеме вистината на видело, прокламираат Клемансо и Лавори, адвокати на одбраната. Прашањето нема да биде поставено, пресечува председателот. Офицерите, генералите и едниот полковник не откриваат тајната. Вие лажевте, му изјавува подполковникот на подполковникот Пикар, чие сведоштво го напаѓа обвинението. Настанува раздвижување кај присутните додека продолжува сослушувањето на сведоците. Естерхази е мрачен Мефисто. Лавор се разбеснува. Дава аргументи, брани. Зола станува. Јас не сакав мојата земја да остане во лага и неправда. Драјфус не е виновен, се колнам во тоа. Го давам животот и мојата чест. Нека моите дела изгнијат ако Драјфус не е невин. И пресудата е донесена. Зола е осуден на 1 година затвор и 3000 франкови. Вистински занес ја опфаќа толпата која извикува и се заканува. Огромна човечка тага се собира во него. Но храброста на Зола ќе донесе плод. Вистината е близу. Ништо не ќе ја запре. Не е далеку времето, кога невиноста најпосле ќе биде докажана и признаена.
Kapetan Dreyfus, ke mu se vrati na svoето семейство. – 1900 година, близок на изложбите. Во подножието на Ефеловата кула Зола ја наблюдува Джиновската купола каде што се среќаваат два века. Убава тема за репортажа. Зола го врти својот апарат во сите правци, собира фотографии. Подвижен тротоар, огромна топка. Мирот и електриката го почнуваат летот кон иднината. Каде оди светот? Што го очекува човекот што ќе се роди? Дали во војните тој го предчувствува чудовишниот масакр? Зола го согледува раѓањето на новите звезди. Вечна плодност, приливот на животот го продолжува создавањето. Работа двигател на народите што го формираат градот на еднината. Големата човекова татковина, големиот создавач. Се спие во улицата Брисел во таа ноќ на 29 септември во 1902 година. На масата на романсиерот стои се уште необјавениот ракопис од неговата книга Вистина. Збор што ги содржи мислата и животот на човекот кој по таа ноќ не ќе ја види веќе светлината на денот.